Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Од денеска стапуваат на сила новите рестриктивни мерки во борбата с справувањето со COVID-19, а пак визави празниците кои онака згуснати не чекаат во предстојниот период. Со други зборови, забрането е групирање на плоштади за дочек и прослава на Нова година, како од работни организации, така индивидуално, приватно, значи било каков вид собири во периодот на празниците. Дополнително пак на тоа, на прославата на Нова година има и верски празници како католички, православни и така натаму. Така да, значи, навистина периодот за кој и се воведени овие мерки, нови од денеска, 18 декември па до 20 јануари, ќе изобилува со потенцијални ризици од зголемување на пандемијата. Освен овие мерки, редуцирање на собири, забрана на протести, на прослави, па и протести секако, иако протести имаме, но прослави во секој случај и само нека биде за прослави. Освен тоа, и ограничено и работното време, редуцирано е на угостителските објекти, рестораните и така натаму. Темата, значи, е всушност новите мерки стапуваат на сила, но дали сите ги почитуваат? Можеме да направиме еден пресек до сега, но и за периодот кој не очекува. Имено, вирусот на коронавирусот не попушта очигледно, секој ден се бележат, за жал, рекордни бројки. Но, еве велам, ако се спореди за тоа, оној втор дел од темата, дали сите ги почитуваат мерките за да дојдеме и до одговорот на прашањето колку ќе се почитуваат и кон што како што ќе ги завршиме овие празници, со кои бројки, по 20 јануари да речеме. Во смисла во која ги имавме и парламентарните избори, имавме верски празници, не е битно од која вероисповест, но имавме и индицирани, условно кажам, кластери или токму од тие одредени верски празници. Ако сакате, еве и политички функционери, значи да почнеме, впрочем, од младите, па преку, не знам, повозрастните до пензионерите, од ситуациите, не знам, секојдневни, по кафулињата, па се до тие официјални партиски состаноци, ако сакате, подпишувања, промоции на кандидати, како за претходните избори парламентарни, така да речеме и за локалните избори во Штип. Имено, еве, случајно или не, но и вице-премиерот за борба против корупција Љупчо Николовски е позитивен на коронавирусот 5 дена по изборите во Штип. Вице-премиерот за економски прашања пак Фатмир Битики во понеделникот објави: посакуваме секако добро здравје, успешно опоравување, да нема компликации, тоа е, велам, најнормално. Но може ли да се детектира одстапувањето во смисла во која граѓаните се лоцираат како, може да се каже, единствена одговорна група, и тоа оној обичен човек, но колку сите подеднакво ги почитуваат, спроведуваат мерките, со оглед на тоа што е навистина неопходно тоа. И особено во, велам, предстојниот период, кога независно дали некој ќе се организира приватно во викендичка, еве една од мерките забрането издавање на викендички, освен на семејство, или пак да речеме, ако тоа го почитува, да не почитува верски празник. Има Бадник, има Коледе, има и така натаму Божик, католички, православен и слично. Во смисла на тие собири. Тоа е пак и со верските представници, верските институции поврзано. Теа поентата, колку мислите дека сето ова ќе функционира? Шопинг центри, сити молови, угостителски објекти, прослава на верски празници, индивидуални прослави, па заклучно, велам, со функционерите, со политичарите, кои подеднакво, еве, како што гледаме, не се имуни на коронавирусот. Впрочем, и председателот на САД, го помина. Тоа би било, ајде да не го трошиме тогаш времето, кое е и пократко во оваа емисија, па да почнеме веднаш. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав. Добра би се до телевизија 4. Ви благодарам. Ова тема што ви е поставена е на место, затоа што видовме вчера
што се случуваше во две кафани. Така. Покрај што се нападнати и пазарните инспектори и вулгарно цуени и полицајците кои интервенирале. Значи и до сега не се почитуваат мерките од страна на рестораните, кафаните, хотелите. Со тоа што денески господинот кој е на независна таму туристичка агенција се докажат дека трунка нема совест во главата. Зошто? Отиде на Уставен суд да поднесе иницијатива, отиде му дозволуваат да работи после 18 часот. Па тој знае ли што е ова? Ова е закон, ова е одлука. Треба да ја почитува тој господи дека нема милиони правење појќе. Да се разбериме. Затоа јас му порачувам на тој господин да многу не се корчопери пред јавноста, да кажува дека владата крива била Не, владата е донесла одлуката врз база на Комисијата за заразни болести. Така да, ние се надеваме дека овој наш македонски граѓански сектор ќе се освести и ќе направи она што бара таа Комисија за заразни болести. Дека нити за Нова година, нити за Коледе, нити за Божик и така натаму, тие мерки мора да водат плод. Таа криза состојба што е прогласена до јуни месец таму, да се разбериме, не е туку така прогласена. Ова ковид болести се многу опасни. Затоа јас ги замолувам сите граѓани на Република Македонија да поведат сметка и за своето здраве и за здравјето на сите оние кои нас не лечат, од доктори, сестри, медицинските крижари и така натаму. Ви благодарам многу. Да, ви благодарам и вам за јавувањето, ве поздравувам. Видовте, изминативе денови имаше и ситуација на веќе блокирани објекти угостителски од пазарната инспекција да бидат отпломбирани од самите собственици и при тоа да бидат исполнети со гости. Значи, не само дека ги отпломбирале за да седат сами, туку има и клиенти, има луѓе кои ги пополниле. Значи, каде и да се свртите, има непочитување и не само угостителски објекти, имаше ситуации и на други типови на институции кои еве биле затечени како работат во смисла на тие социјални собирања, не е битно, вежбални, фитнес или што веќе. Добар ден, повелете. Ало? Во програма сте, повелете, добар ден. Ве поздравувам, Диме. Да, повелете, Диме, да. Да, видете, да ви кажам, крајно испровоциран со темава и господинот претходно што се јави. Во што е фајдето, ме разбирате? Да. Ако некој максимално превзема нешто, превентивно, за сето тоа, а јас те молам и на Господа, за овие празници, што туку така ќе ни отидат на сите, во нашава сакана татковина, да бидат последните, што ќе ги изживееме и преживееме така. Сега ќе се навратам на прво кажано. Молам сега, па она синојка што беше прикажано. Ама знаете ли зошто е тоа така? На почеток на коронавирусот имаше во еден ресторан, си играше чочек и на маса и под маса, што бидна со собственикот. Тоа е она домино ефект. Законот не само што треба да се почитува, не ригорозна казна парична, 15.000 евра казна и 3 години затвор. Па да видиме дали ќе се повтореше и ова вчера. Значи, зборот ми е, не можеме без злат, господине, едни да се трудат, да не знаат како се тоа да се стави крај, па гледате што прави Западот и Германија, која земја беше спомна дека ќе води полициски час. И сега, кај сме ние во се тоа, а господинот од Сдруженијето подесува подавка до Уставен суд. Абе, господине, кај си ти пред 2-3 години некоја подавка, некој телевизор, некоја градинка на училиште да купиш, кога правеше по 5 свадби од петок до сабота попладне, па пријавуваш по 100 гости, имаш по 300. Благодарам. Така, да, ви благодарам за јавувањето, но секако треба да се има предвиди дека штетите на угостителската гранка се навистина огромни и ми се чини дека и екзистенцијата навистина веќе е доведена до раб, но секако тоа не значи дека треба по цена на здравјето. Тука треба да се види нешто во делот на
таа економска помош од страна на државата, но и во рамки на токму справувањето со пандемијата. Мора да се изврши рестрикција, редукција, ограничување, но во исто време и да се сочува виталноста на сферите, на гранките кои се кратат, кои се ставаат во употреба. Како одреден систем погон што ќе се исклучи, но да се сочува, да се заштити, за да може да се рестартира потоа, да биде функционален. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве поздравувам. Благодарам. Ајде вака ја да кажам своето размислување. Ја ми се чини дека стварно ние како нација дали размислуваме за сопствениот живот, за сопствената фамилија, за обкружувањето, најблиските, значи работните обврски, значи со се, ја ми се чини дека нешто ни фали и некој чип ни е расипан и не можеме да размислуваме. Дали е побитно да направиме една веселба, да речеме дали ќе биде дочек на нова година или било каков дочек, нека и фамилијарен и било каков, е побитно отколку да заштитиме здравјето на фамилијата, личното здравје на пријателите, роднините и така натака. Ние, значи, овдека оно што го пратиме преку вас медиумите, значи, господин Стојков или Стојковски, како се викаше, значи, какви мерки се преземени за значи, кои се затворени објекти, значи, самоволно ги отпломбирува, значи, објектите. Ја мислам дека нешто со казнените мерки треба тука да се преземе построго, поригорозно, значи, тие особи кои што значи, го кршат законот, го кршат печатот, за нив не од 10 до 30 дена, значи, треба да биде од 3 месеци до година дена. Тогаш, значи, само на тој начин можеме ние да бидеме дисциплинирани и да ги почитуваме законите. Ја мислам дека во времето кога почна пандемијата, кога имавме страх, кога се плашевме каков е тој вирус, што може да ни се случи, како да биде ќе биде исходот, тогаш сите носевне маски, држене расстојание, значи стварно бевме дисциплинирани, имаше помалку од 100 заразени и еден или ни еден немавне почина човек. А сега веќе брука е 46 најмногу имаме во еден ден. Тоа е за плачење, него треба некој да земе со нешто да не чукни по глава и да ни каже дека стварно сме недисциплинирани и несовесни. Да, ви благодарам за јавувањето, но генерално кажано, и она што спомнавте, кој, не знам, тргнал пломба или sejedno не бил пломбиран, но пречекорил работно време и така натаму, а е една работа, но зошто го направил тоа? Зошто тргнал пломба или пречекорил работно време? Затоа што има, гледате, еден куп други кои ќе ги пополнат тие објекти. Недисциплинирани, неодговорни и така натаму. Значи, ниту пломбата се тргнала, ниту се пречекорило работното време за да седи објектот празен и да нема никој да дојде. Туку и тоа како има да дојдат, гледате. Додека, за жал, се бара болничко легло повеќе, се бара и место повеќе по угостителските објекти. Ете, тоа е тој момент на таа недисциплина, значи, одговорноста, за жал не е кај поединците само кои ги отвориле тие објекти, туку кај сите тие други кои ги исполниле. Повелете, добар ден. Здраво, пак ја. Ајде, одлично, се радувам, да. Имам супер софистициран компјутер и ловам одма тука. Ајде, да. Не да пугнат одма другите. Слушај, бате, ја ги ти кажам ваква работа. Дали Оливер даде проглас некаде јавно на телевизија, нешто да се истакне по телевизија, дека е казниво тоа по член тој тачката, не. Ја не видов тако нешто. Има ли? Или он усно така, ке ти наредам ја, ајде, Исо, помни се сега од екранов, тука да не те гледам, ајде мрши, но ке бидеш казнет, на што личи. Значи, така ли се кажува тоа? Се знае, треба да биде истакнато во сите јавни гласила, службени вестници, све, дека тие приватни куќи, апартмани, чудеси, ако се начека, повеќе толку гости, ќе бидат арестовани. Так. Малку на источно македонски. Так. А сега вака да ти кажам, у Јозеф Броз Тито времето, инспекторите знаеш како иде низ градот, так. По градовите, по селата, како најголеми клошари. Како најголеми клошари со расцепени мајци упрљани, како да работеле у некој сервис механичарски, и кога ќе влезе у ноќни клубови, капичи, било што, кога приметеа некои сумњиви дејанија внатре,
Знаеш како образи гореа од гости, знаеш како гореа образи, а бе жар ги правеа образите. Така. На клоци, како? Да, велам, да, слушам, така. На клоци, кревање, чистење подови со тие непослушните и сите тие работи. И газдата апс, одма, не го прашуваат, ама знаеш ова, абе апс, крај. А не овој не знае еден проглас да стави на табла, ондека да пише некаде на огласна табла, луѓе, вака, а не сега овие инспектори како новогодишни елки се шетаат по градот. Еј, Ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам, добар ден, повелете. Ало, Да, во програма сте, повелете. добар ден. Повелете, добар ден. Абе, инспекторите тогаш, јас сите скараджи ги знам, со сите живеем. Градов ни е таков што сите се знае меѓу себе. Аха. Сите изумреа од јаде и не пијајне, поскарите без пари. Му велам, добро море, абе вели нека јади, нека пија, вели, ама место порез да платам, пример, 5000 евра, плаќам 1000 евра, вели. Нека јади цела година, нека сотруја, вели. Што значи дека ни тогаш имаше инспектори, ни сега. Меѓутоа, луѓе во што вика, казниве, никој не кажа какви казни, шо казни. Абе, овие не се казни, го пломбирал Дујчано 7 дена, 20 дена. Абе, држава носи закони и готово, нема мрдајне. Абе, го затвора Дујчано 6 месеци до 2 години. Бе. И парично 10.000 евра. Бе, тој труја луѓе. Јас некли поминував покрај една скаражилница, келнерот му носеше скара, надвор беше масата, на еден да јади човек и без маска беше кој носеше скарата. Јас не би се напил кафе во кафич или во кафана, затоа што тој што го прави кафето може да кивнал тогаш, а е асимптоматичен. А Да. маски не носам натре во кујната кај што работа. Никој не носа во кујната натре, кој ги гледа. Така. Што значи дека јас никогаш не би влегол, а не дали се затворени или не се затворени, дали во 6 работа до 6 навечер или цели ноќи. Што значи сами треба да си водиме рачун, али ипак, кога веќе се носи закон, законот тој треба да се почитува заради тоа што тој ќе отворил кафаната во забрана, тој врши убиство на луѓе. Треба така да се третира. Ако зарази еден, двајца меѓу себе, ако се зараза од тие двајца, тројка, еден може да почини. Од еден живот вреди. Да, и тоа како не проценили. Ви благодарам за јавувањето, па што мислите, како ќе го поминеме предстојниот месец, исполнет со многу верски празници, слави, Нова година и така натаму. Како ќе излеземе од по 20 јануари, да речеме, со помали бројки, поздрави, одморени, уморни од прослави, разочарани. Повелете, добар ден. Здраво, Исо. Ве поздравувам, повелете. Јас уште еднаш ка се јавувам во друга тема. Ајде, Новите мерки стапуваат на сила и дали ги почитуваат. Мене едно не ми е јасно. Оваа одлука која што ги донесе овие мерки, дали важат само за кафичите, рестораните, чежилници и којни и други. Зашто не важат за казина, за кладилници, за мотели? Еве Мак Петров јавно ги повикува сите гости да дојдат до 21 часот, ги кани сите гости. Мислам дека не е реално едни да ги одвојуваат, сите плачаат данок. Мислам дека данок сите плачаат во оваа држава. Так. И со ваква постапка ги двојат. Мислам дека не е реална оваа мерка, треба да се почитува. Ја не сум против дека не треба да се знае дека короната постои и дека ова светско чудо. Меѓутоа, зашто ги одвоија рестораните, кафичите, пицериите, а овдека да не бидам досаден, казината, кладилниците и мотелите сите имаат и кафичи, и барови, и ресторани, не ги пролонгира, како да се изразам. Мислам дека не е со ваква мерка не е реално. Толку имам да им остапам место на другите говорници. Ви благодарам. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Добар ден, ако имаме гледач. Повелете. Дали се слушаме? Добар ден во програма сте, повелете.
ги затворија фабрики, ги поделија. Сега ги затвараат кафичите, ги поделија. Што сакаат бе тие да дознаат? Ја не знам бе и се... Ајде нека одат на запад, на југ, на се страни. Абе, ова се болноумни бе. Ајде вака ќе направиме мисъл, една емисија. Дека се јавуваат луѓево, нека си кажуваат се убаво што знаат, ама да ги оставите, да зборуваат, они како сакат да се изразуваат, да им одлесни макат. А вие, немој да пцуете, немој ова, немој она, а вие први пцуевте, вие први, и сега сте вие најдобрите на телевизиите. Па не ли е срамно ова бе што се работи? Па замисли во Идрисово железни шипки во глава ми удараа бе за вас. Абе не ли ви е срам бе? Абе и овие албанци бе, и овие штурци бе, што ги вика. Абе сите сте забегани во 8 криво, го ичистија најубавиот човек, го пребодија со нож и доаѓа оној торбешот и како ќе ги... Ајде да не зборам за тие работи, бе што знам, ја и за сенки, и за се. Јас затоа постојано велам, дајте на темата зборете, но беве некако вие упорно, совршено, добро се држите за се друго, само не за темата. Добро, ви благодарам за јавувањето, ајде да видиме следниот гледач, може би ќе биде. Да, повелете, да. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Исум, овде е Љупче од АПЕЛ партијата. Ајде, ве поздравувам, да. Шо правиш, добар ми се? Одлично, еве, баш лафеме, зборуваме, да. Како со празниците? Како партијата ваша, ете, АПЕЛ, како ќе поминете со празниците? Да. Од хитно и го поздравам вас како претходниот прилеп, ми е добар пријател. Аха. И колега. Така. Стар колега. Од хитно прилеп под карантин. Си прилеп стана град на мртвци. Најмногу има починати во Македонија. Така. Да, Од хитно се затвори прилеп. Ова на ништо не личи. 5 мина другарчина ми почина, пријатели добри. О, баш ми е жал да навистина. До не полни 62 години. Затоа ова е чудо некој не видено. И прилеп е моментално кај да си спориш на таблове, веќе не е срам да се исполнува на табло. Знајќи има некролози, само познати факти. Да. Ова е чудо некој не видел и прилеп треба малко да се преземе, немаме култура никаква. Ја да си кажам, сум ко див човек станат. Жена ми е немам гола видена од кој почел коронава. Да ти кажем отворено. Многу се плака. И нон-стоп пешачем надвор од градот. Не комуницирам со никој од март месец лани, претходна година, веќе дојде друга година. Многу изолиран се. Така. И треба внимавање многу. Да. Али прилеп моментално врија, мислам дека го водиме ороц. Биди поздравен. Ви благодарам. И се најдобро. Ви благодарам исто така и мајте со надеж дека ќе не израдувате со подобри вести во друга прилика. И не само прилеп, туку и генерално, да. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Па не знам, мерките почнаа од денес, ми се чини. Да. Па се ќе видиме дали ќе се Првата почитуваат мерка од или не. 18 со угостителските, па следствено. Да, таа е мерка. Само мене не ми се допаѓа селективноста. И ресторанот во хотел, и ресторанот во, мислам, во градот, кафеаната, се потполно и странка. Значи сега луѓето ќе грнат во кафаните што се во хотелите. Но се прецизира, вели, само за гости. Ресторани во хотелите до 21 час, само за гости, да. Кој ќе ги... хотелите веќе и немат гости. Готово, завршено е со гостите. Нема гости, нема движење на луѓе, нема никој. Кој би бил во хотел гостин? Така. Например, кој би можел да биде гостин? Може ќе бидат во хотел од 20 соби, може ќе бидат 1-2 гости. Ете во овој период, нова година и слично, да речеме, да. Па не знам јас дали ќе биде то така. Не ми се допаѓа селективноста, во секој случај не е добро и ќе се прекршува 100%.
То на некој начин, па не ќе Верски може што да се мислите исконтролира. исто? Верски по однос на празниците, верски... Па не ќе може се да се исконтролира 100%. Значи, ќе има места кои нема да бидат под контрола на властите, на полицијата или на тие што ќе спроведуваат закон. Така. И што ќе гледат како се почитуваат мерките. За мене не знам. Најпаметно беше полициски час од до и да нема значи никакво мрдање во градовите, во местата, во населените места. Така. Ви благодарам за јавувањето. За облажувалниците по однос на оваа различност во одлуките, објаснувањето е дека не се служи храна таму. Иако ете, не знам, оставам и вие кажете го вашето мислење, се прави размена на пари и така натаму, и секако тие кои се присутни, предпоставам не се разменува вирусот само преку храна, туку токму со физичко присуство. Но еве, добро, тоа е објаснувањето, за нив е пофлексибилно, како што да речеме и за, еве, сендвичарници, значи кои послужуваат храна, но работат шалтерски систем, за нив е пак до најдоцна 23 часот работното време. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете, да. Добар ден, Исо. Повелете, добар ден, да, ве слушам. Од Кавадарци се јавуваме. Аха, поздрав, добар сте, Кавадарци. Иритиран сум, денеска баш погребавме еден пријател на 58 години, возач во брза помош во Кавадарци. И овако, овие мерки што ги донесува сега здравствената комисија се никакви. Прашањето ми е едно до здравствената комисија. Дали ако направеа порестриктивни мерки или полициски час пред 2-3 месеца, од 1 месец или од 2 месеца строго затварање на се, дали овие жртви, да ги наречам, од 2000 броја ќе беа 1000 или 1500 ли? Јас мислам дека ќе беа, по мое. Помалку мислите? Значи ќе беа многу помалку. Значи, у ситуацијата тие можеме да ги препишеме нив како на здравствените, мислам, здравствената организација, како убијци да се на тие луѓе они. Што не ја спроведува ова рестриктивна мерка. Така. Толку имам да кажам. Така, добро, да, ви благодарам за јавувањето. Ете, тоа е всушност целиот тој триаголник, така да се каже, институциите кои ги донесуваат тие мерки и сите сфери кои треба да ги почитуваат за да го дадат резултатот. Сите слоеви на општеството, сите возрасти, сите функции, значи работни организации, приватни лица, верски институции, општини, се едно, угостителски објекти на сите нивоа. И само тогаш може да даде резултат. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, Исто. Повелете, добар ден, во програма сте. Како си, бе, добар, Исто? Ете, одлично, вака, со добри луѓе, добро. Вака, Исто, види. Дали сите ќе ги почитуваат? Не. Одман ќе ве речам не. Сега, кој не, кој да. Обичниот граѓанин, Исто, сиромаштиот свој, ја мислам дека 90% ќе ги почитува. Пошто тој нема заштита, нема грб кој да го защити него. Така, нека тој мора. Но добро, и тој со грб нема заштита од короната. Зарем не е тоа... Мислам, како, кој ќе го заштити? Врската ли? Исо, види, слуши се. Исо, гледај сега. А во малите средини, сите инспектори, сите и полицајци се познаваат, еден со друг. И така, како инспекторот сега ќе казне некој моќник? Да, ама ако фати корона, тоа велам, како не име страф од короната? Да. Како не име страф од COVID-19? Тие нема страф од кражби, од проневери, па од корона. Каква корона? Не ги фајка тие корона. Него, Исо, види, за да нешто се постигне, ја би рекол лака, од југот на северот инспектори и полицајци. Од северот на југот, од истокот на западот, да бидат измешани, да бејти нешто ќе се намали. А инако вака, не иде во обзир, ти
да застанеш некој да го кажеш, ај сега да не ги бројам по функции, овие од државните администрации. Ма нема шанса. Полицајецот од утре веќе ќе го нема. Инспекторот ќе го нема и него. Нема. Сега, ние сме мала држава и затоа така ќе не биде. Од сите страни, Исус ме садисани. Па кој... Ви благодарам за јавувањето. А ако ете таква евентуална група што велите, која оди по тој пристап, ќе го нема полицајецот, ќе го нема инспекторот и слично, би било одлично кога велам, би имало ефекти на коронавирусот. Па кога ќе, како што ќе им каже на сите тие, знаеш ли ти кој сум јас, да и каже така и на короната, па да избега не само од него, туку од сите. Но, еве, не знам, се чини дека тоа никако не се разбира. Ќе избега може би и полицајецот, инспекторот, но короната, гледате, само ќе се прошири уште повеќе. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ве поздравувам, добар ден. Па ги слушам пријателиве што се јавуваат, како критикуваат зошто угостителиве барат или се бунат против рестриктивните мерки. Така. Пазете, тие луѓе допринесуваат во буџетот, го полнат буџетот со ДДВ, со даноци, со ваму, со таму, и ние имаме негативен став. Зашто луѓето бараат? Јас, еве, велам вака. А што ќе кажеме ако државата го исполни барањето на проститутките од вчера да им плати оштета за намалената работа? Овие црвените фенери што го поставија прашањето вчера на площад. Да. Што овој народ ќе каже ако на нив државата им плати оштета? Така. Знаете, лесно е кога живеете, чекате на први некој друг да ви даде. Легитимно право да бараат и тие, да, јасно. Да, пазете, јас зашто реков, лесно е да него тешко да го створите доходот. И лесно е да критикувате некој што ствара доход. Треба да имаме разбирање. Таа фела е оваа година најутепана. Зошто? Па зашто никој не критикува администрацијата што некој да си ги намали платите, туку си ги зголемува за жал уште по-згора. Но оваа недача што ја имаме, они што дозгора си зголемија плати, да не кажам за уставни суди, за суди, а пазете за истото тоа, Катица Јанева ја плукава сите зашто земала 35%, а сега сите земаат 35%. Па чекај, нели е тоа криминал што го направила Катица? Меѓутоа, тоа е тоа, ние сме такви луѓе, да се надеваме како што почнаа бројките да паѓаат вчера, како што беше 600 или таму 800, дека ќе продолжат да паѓаат. Може, ја не верувам дека овие мерки ќе дадат резултат, затоа што со намалување на работното време нема да се постигне ништо. Таа не се шири само после 6 сат во до 21, таа се шири цел ден ако сака, мислам да збориме отворено. Бидејќи ние сме народ што не почитува мерки, ние сме народ што едноставно сме тврдо уверени дека тоа... Да, ви благодарам за јавувањето. Да, се шири постојано, велите, а ќе имаме особено многу поводи за да го овозможиме тоа ширење дополнително. И она што спомнавте, кој како бара, да, администрацијата спомнавте покачување, уставните суди и покачување, но впрочем, еве и сложно, единствено и од опозицијата и позицијата, односно власта, дури со образложение дека само на таков начин може да се функционира. Соодветно беше изгласан токму и законот за финансирање на политичките партии, 3,5 милиони евра, со назнака дека тоа се дури 30% помалку од претходно, а кои беа скратени од владата за време на вонредната состојба, токму како мерка за справување со пандемијата против COVID-19. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, ве поздравувам. Нешто сакам јас да спомнам во врска со кладилниците. Да, повелете. Дали сум во програма? Да, во програма сте, да, повелете. Мислам дека кладилниците не почитуваат ништо. Ако кафаните и рестораните затвараат, да речеме, во 6, односно предходно во 11 часот, сите после тоа одат во кладилници. Со себе носат храна, пијалоци, седат, еден игра над автоматите, а другите јадат, пијат од цела вечер. Ништо не помага, ни полиција, ни ништо. Затоа сметам дека овие мерки кои што се сега треба да важат и за кладилниците. Така. Овие кладилници уште повеќе, со поголемиот дел ги има насекаде.
ги има во стамбени згради, во гаражи, во шупи, не знам кај не ги има. Секаде ги има. Замислете вие кладилница во стамбени згради и работат 24 сати. И ништо не почитуваат. И никој ништо не може да му рече. Јас имам и личен пример. Кога се обратив до нив, односно до тие надлежните што се од кладилницата, тие почнаа и да те навредуваат. Не само да те навредуваат, туку и да се закануваат и да ти кажуваат дека никој ништо не му може. Не знаете каков неред е. Ништо не почитуваат. Јас сум убеден дека во кладилнициве има кластери. Ама никој не кажува дека јас играв и бев во кладилница и таму се заразив. Во кладилниците, верувајте, мора истиот принцип да важи и за нив како што важи и за другите. Така, ви благодарам за јавувањето. Добро што не се сетиле, гледате, токму да може да се обложите во тие обложувалници, кладилници и токму на тоа. Како ќе ја поминеме оваа пандемија по празниците, како ќе изгледа? Па токму и на тоа да се обложуваат луѓето. Да, неверојатно. Добар ден, повелете. Во програма сте, добар ден. Дали се слушаме, повелете? Ало, добар ден. Во програма сте, добар ден, да. Вака, не ден туку си в програмава. Знаете што се однесува до мерки кои што ги Министерство за здравство ги дава во држава. Мислам дека се адекватно како што се во сите други држави. И погледнете наоколу околу нас, сите мерки уште пред нас ги зема ги стави. Така да не можеме ние се да се оставиме дека кај нас се овие мерки само кај нас. Овие мерки се во цел свет. На Германија се затвара целосно, комплетно, нема никакви прослави за католичкиот празник. Забрането е движење, забрането е комплетно собирање на луѓе. Сега Македонија така да поставува некои други услови. Можете така вие да се однесувате. Така да мислам дека мерките се вред, само ние граѓаните, мислам меркиве што се даваат, колку се почитуваат мерките, тоа е друга работа. Знаете што мерки рековме да не се собираат и на пазариштава, но сега на некоја телевизија видов на пазар, зелен пазар, редица, гужва, еден бето друг се видат. Тоа не ли е собирање, тоа не ли е групирање на луѓе. Значи, таму нема инспекција, нема контрола, нема полиција. Ја не знам зошто полицијата требаше да излезе, да биде присутна секаде, да излезе надзор, да биде пошета полиција, нели да биде вака. Зашто тоа не се прави, разбирате? Мислам дека министерот за вратешни работи, господинот Спасовски, ќе направи тоа и го прави тоа на некои делови, ама баш во овие кај што се кластери, кај што се места, кај што се собираат граѓаните, тука треба да биде полиција. Тука треба да се реагира и да немаме за едни мерки вакви, за други такви. Иначе сегде се затворени. Не, јасно да, тука мислам и дека нема ниту дилема дури. Има многу земји и во ЕУ кои и поригорозни мерки веќе имаат воведено. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Повелете, добар ден. Те поздравувам, господин. Благодарам, поздрав до вас. Сакам ја да коментирам за овие новите мерки. Ја имам друго мислење, не знам дали ќе се сложат. Дека луѓе идат у кафана. Така. Значи, граѓаните не се послушни, така некои викаат. А кафаната, ако не е отворена, кај ќе идам јас? Ја мислам другачие. Овде е све мито и корупција, господине, немаме држава ние. Да идете, ги спомнуваат Германија, ги спомнуваат тие. Нека иде он у Германија, нека ја отвори кафаната, ако донес владата одлука, па нека ја отвори кафаната. Ама тука има интерес. Значи, абе, исто ми е пријател, остај го, нека работи. Абе, до 24 бе нека работи. Проблемот е кај нас мито и корупција, господине. Да нема мито и корупција, све ќе биде во ред. Еве ќе ви кажам еден пример, малку е вам тема, ама ќе се склопи со ова. Ајде, да. На Бит пазар луѓето плаќаат по 4 тезги, на 20.000.
луѓето други продаваат надвор, не плаќаат ништо. Доаѓа полиција, инспекција, влада, премиер, тој ден ќе ги очица, другиот ден пак се тука. Пак не плаќаат ништо. Тука е митото и корупцијата. Зато викам и кај кафани, бе. Ако е кафаната затворена, ја кај ќе одам? Нема кај да одам, тоа е затворено. А да отвориш у Германија кафана, да ти донесе владата, тогаш ќе видиш 20-30 евра казна, па ќе видиш ти дали ќе отвориш. Ама Исо ми е пријател, нека работи бе вечерва, ајде свадба има, нека прави џумбиш таму. Затоа, уште еднаш ќе потретирам, грешката е во држава, во инспекцијава, сите зимаат мито и корупција. Ако си ми пријател, ќе работиш до табаља, ако не си ќе те затворат и така. Биде ми поздравени за тоа. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Добар ден, повелете. Здраво, Исо, поздрав до тебе и до редакцијата. Ви благодарам, ве поздравувам исто така. Па да ви кажам искрено, многу тешко се добива. Ако се сеќавате пред месец дена поставив некои тези за Бугарија и за Македонија. Одлично се сеќавам. Како би заборавил во позитивна смисла, да. Добив пред 4-5 дена еднаш и сега вртам кој знае колку време. Така. Темата е многу интересна. Мислам дека државата го прави тоа што треба да го прави врз основа на упатствата од здравствената комисија. Така. Може би треба да бидеме поригорозни, затоа што сега малку се намалува бројот, меѓутоа се намалува и испитувањето. Така, да. Така да тешко се справуваме со оваа ситуација. Јас мислам дека единствена причина за оваа ситуација е домашното воспитување. Значи имаме мерки, па дајте да ги почитуваме мерките. Зошто да излегуваме во кафана и да се собираме во кафана кога знам многу мои пријатели отидоа само ради тоа што децата донесува вирус дома. Так. Децата остана и сега цел живот ќе ги носат на совест еден од своите родители кои починале заради тоа што тие не ги почитувале прописите. Так. Јас би апелирал, какви се прописите, такви се, дајте да ги почитуваме, ако сакате да ја полесно поминеме оваа криза. Еве, тоа би бил апелот од мене. Поздрав до тебе, Исо, и се надевам дека ќе имаме за некои теми. И јас навистина се надевам и еве гледам кон таа наша блиска иднина во добро здравје сите да се дружиме и понатаму и само добри вести да споделуваме. Ви благодарам, добар ден, повелете. Добар ден, Исо, почит. Благодарам исто и до вас, ме поздравувам, да. Први да честитам Свети Никола, денеска е ден и утре, така, убав ден и се најубаво на сите што го слават и на сите луѓе што од светот, добро намен луѓе. Во врска со темата, новите мерки стапуваат на сила, дали си ги почитуваат? Исо, не знам дали ти си доста помлад, дали служеше во ЈНА своевремено? Имаше на команда. Да, меѓу последните генерации, но да. Добро. Команда имаше јасна, гласна, извршна, ништо повеќе. Ако се жалиш, прво извршија, па жалиш. По смисла на тоа. Овие приказниве, калкулации, луѓето... И сега исто, прво платете вие сметка, казна, после жалете се, да. Така е. И има една работа што луѓето прекрасно кажа човекот за овој, дека во Германија, еве и во Словенија, тука ни е најблиску Словенија. Така. За секоја казна што ќе, односно грешка си плаќаш казна и тоа многу добро ќе запамтиш, никогаш повеќе да не ти текне. Овдека има и една друга анегдота, стално ми ја кажуваше, пошто во ФАС 11 октомври работев, викаше кој е најважен во автобусот? Шоферот. Так. Ако шоферот е добар, нема проблем. Така да, сега не сака, можеби не знам што реков, некој ме разбра, некој не, ама шоферот е најважен од сите во државните установи и така. Така да, во право е човекот што кажа дека калкулации, повторно пријателство, никогаш, јас бев кафанџија, знам,
никогаш не се почитуваше 100%. Секогаш имаше пријатели, по пријателост имаше пријатели и така си работеа, си живеа добро, тешко кој немаше пријатели. Се најубаво и многу здраве. Ви благодарам, секој е добро и ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, Исо. Се слушаме, така? Да, во програма сте, повелете. Да. Новите мерки стапуваат на сила, дали сите ги почитуваат? Добро, ќе се сложам со новите мерки на владата. Но само ќе се вратам 3 дена. Кога во Штип се победи за градоначалник, па со музики гледаме по Фейсбук, па со сите тие работи, значи ништо не важеше. Како да бараме сега да ги почитуваме мерките кога некој истите тие мерки не ги почитува. Зборуваме за Германија, зборуваме за овие, за оние. Абе таму има закон. Овде да не вреđам никого. Како сакаш можеш во Тетово да славиш, да правиш и кафани, да пушиш по хотели и секое место, па сето тоа не важи. Јас само се чудам на другите националности, како толку си спијат лесно, додека албанската популација, немам ништо против, секоја му чест да кажам, успеа ВМРО и СДС да го играт на рака како што сакат и да владеат со државите. Зошто вие другите националности сето тоа си го чутите, не им треба ни двојазичност, а немој лично вас да ви велам. Затоа ќе повторам, ајде да не должам во политика, ќе повторам. Абре, земете малце само во Штипче, за да повторам да слушах гледачите, што се случуваше со музики, со се, за 8 месеци градоначални, какви прослави, па сега јас не можам да до село, во мојата собствена куќа, можете би, за да се сретнам со комшијата или со овај сонај. Ништо не можам да разберам од ова. Можда грешам, пријатно. Да, ви благодарам за јавањето, во секој случај ве поздравувам. Добар ден, повелете. Ало, добро вечер. Добра вечер, веќе повелете, да. Дали новите мерки сите ги почитуваат, ќе видиме за не цел час, прилика за некаде сад време. Па до 20 јануари. И бројките да, тогаш да, што ќе кажат, така. Да, меѓутоа, јас пред 2 дена се јавив, планирав да абстенирам некој период од јавување, меѓутоа пак ќе се повторам. Се согласувам 1000% со сите тие што денес кажа дека прво што треба да се преземе мерки против крадилниците и казината. Така. Значи, тука е страшно голема фреквенција на претежно млади луѓе кои после тоа си одат во различна ситуација во своите домови и страдаат за жал нивни најблиски. Значи, прво што треба да се затворат тие две институции, после и кафаните, и уште построги мерки да има за да се спаси некој човеков живот, неколку. Значи, ќе дојде период кога ќе мора да има построги мерки, само ќе закасни. Зошто да закасни кога можеше на време уште построги мерки да се преземат? Значи, се работи за здравието на човекот, нешто незаменливо на ниво на свет. Јасно. Се најубаво поздрав. Ви благодарам што се јавивте, ве поздравувам и со задоволство се слушнеме повторно. А почитувани еве тука го завршуваме ова наше дружење. Мислам дека едногласно сите, што навистина и особено ме радува, како и учесници редовни во овие наши дружења, го делиме ставот за навистина важноста од почитувањето на мерките. Така да еве, не го доживувајте ова како јас да ви давам советот и гледам дека и тоа како имате и свест и самосвест, но сепак еве подсетување и до оние до кои можете да го пренесете, како порака чувајте се и имајте го на ум тоа дека ако се собирате сега кога не треба, тогаш кога ќе дојде време може да се соберете, ниту ќе има со кого, ниту каде тоа да го направите. Значи, едноставно се почитуваат мерките, ако сакаме да гледаме кон иднината. Може би тоа би била пораката. И во таа смисла јас ве поздравувам и посакувам добро здравје, расположение и веќе гледам кон онаа наша иднина од понеделник, кога сите во полн состав и тоа добро здравје и расположение ќе продолжиме да се дружиме. Довидување.